Благодарам, почитувана председателке на комисијата, почитуван јавен председател на Советот на јавни обвинители, почитувани колеги, членови на комисијата, почитувана македонска јавност. Се јавив за реплика на говорот на колешката Ели Панова, бидејќи бев испровоцирана од тоа што го кажуваше и бидејќи оценив дека она што го кажуваше во нејзиниот говор, ама навистина немаше врска со анализа и дискусија по однос на точката на дневен ред, а за пошироката јавност денес на точка на дневен ред разгледуваме годишен извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија за 2020 година. Почитувана колешке, во однос на вашиот говор, навистина е предизвик сега да се кажуваат работи кои што не беа содржани во извештајов, меѓутоа ево ќе се задржам на првиот дел од вашиот говор. Првиот дел беше и малку и процедурален и се однесуваше на предходно закажаната седница, која што беше и прекината, на која што беа поставени на дневен ред дополни изменувања на Законот за Советот на јавни обвинители и Судскиот совет, во кој што ние рековме, и јавниот обвинител, во кој што кажавме дека ние тоа го направивме како група пратеници, кои што се дел од оваа комисија, на која што точно во дискусија по извештајот заклучивме дека денес ние разгледуваме 2022 година, сме разгледуваме извештај од 2020 и во сите говори и на опозиција и на позиција беше сугерирано дека треба да настанат измени во делот каде што треба да се даде точен, прецизен датум до кога треба да се достават извештаите, например, на Советот на јавни обвинители. И сега вие зборувате дека тоа не било направено со консензус, не била консултирана опозицијата, имате право и да кажувате некои работи, меѓутоа и во делот за пошироката јавност, да кажам дека вие всушност и ништо не сакате да се постигне, вие всушност и не сакате воопшто да функционира ниту јавните обвинителства, ниту судовите, бидејќи голем дел од вашата врхушка, се уште актуелни и пратеници, меѓутоа и функционери од ВМРО ДПМН, навистина имаат што да кажат пред судовите, а и што да кажат јавните обвинители за нив, па и самите тие си признаваат и Титаник и дизајн и така натаму, така да на вас не ви одговара пред јавноста да се создаде впечаток дека судовите, јавните обвинителства си ја работат работата и дека тие се навистина нефункционални и сите одлуки кои што се донесуваат, па макар и со признание на обвинетите дека се неверодостојни. Почитувана колешке, во првиот дел навистина уште еднаш ќе кажам дека како опозиција многу лошо го практикувате деловникот на собранието кое што ќе подлечам, навистина не е совршен, има многу недостатоци, меѓутоа има и точно прецизни одредби, кои што, например, за работата на работните тела, како што е ова работно тело и Комисијата за образование, наука и спорт, вие надвор од деловникот практицирате секој да се јавува на процедурално и на тој начин да ја блокира работата на работните тела. Во еден момент се повикувате на деловникот дека по некои пракси треба да се држиме, во друг дел го игнорирате сето тоа. Па јас сега, например, одма за поширокава јавност да знае, а и сите ние да си повториме, ние навистина треба еднаш да седнеме и да се договориме. Ке го почитуваме деловникот и ке зборуваме според она што е напишано тука и ке се однесуваме или ке си правиме тоа што сакаме. За работните тела во 8 глава, од 42 до 46 страна, ако прочитате, никаде нема напишано кои се
и како може да се јавува на процедурално. Ама затоа пак, ако се повикуваме на пракса, од она што не е напишано за работните тела да се чита од тоа како ќе се однесуваме на пленум, во членот 88 точно е наведено кој може да се јавува на процедурално. Може да се јавува на процедурално координатор, заменик координатор на пратеничка група во отсуство на координаторот и може да се јавуваат пратеници кои не членуваат во пратенички групи. Така да, вие во тој прв дел и во претходната комисиска седница, меѓутоа и наназад и во повеќе работни тела, вие навистина си правите тоа што сакате, а ние ќе мора на некој начин како председатели на комисиите да направиме и стопирање на сето тоа што се случува и што значи блокирање на работата на работните тела. Во вториот дел, во кој што вие се задржавте на некои примери кои немаат врска со извештај од 2020, бидејќи тие се случуваа во поново време, значи, навистина не знам што би требало да ви се реплицира, освен за пошироката јавност да се каже дека навистина извештај од 2020 година за работата на јавните обвинителства во државата е обимен, има навистина голем материјал за обработка, разгледани се сите можни, да речам, потребни активности, меѓутоа и состојбата и материјалните услови, буџетот на јавните обвинителства, кои јавни обвинителства се и како работат, колку предмети имаат, структура на вработени, значи толку се реални бројките, ама и неповолни се бројките, бидејќи и овај извештај всушност се однесува на работа на јавните обвинителства во многу специфични услови. Специфичните услови се тоа што работеле во година во која што на 16.2.2020 се донесол нов закон за јавните обвинителства. И тука всушност ние со тој нов закон не можеме преку овој извештај од 2020 точно да видиме како тој закон се одразил во работата на јавните обвинители, бидејќи во меѓувреме требало да се прилагодат јавните обвинителства на тој закон кој се донесол во февруари 2020, а се однесува овој извештај точно за 2020 година. Потоа одма беше прогласена пандемија, реално постоеше и тука е во извештајот нотирано дека јавните обвинителства работеле во специфични услови, прилагодени на протоколите и на она како што сите институции беа прилагодени. И можам да кажам дека навистина заклучокот од овој извештај е дека извештаите почитуван јавен обвинител треба да ги доставувате, иако нема во законот рок, благовремено, и кога би го имале овој извештај, ние и би го разгледувале 2021 на почетокот до март 15 да речам, тогаш ние ќе извлечиме што во 2020 година било лошо, а што можеме да го подобриме. И би се одразило можеби во нашите дискусии во однос на измени на одредени закони за јавното обвинителство, меѓутоа и во однос на буџетот и буџетирањето, кога се носи буџетот или ребалансот 2021, ама сега сме 2022 година и навистина е малку дегутантно да зборуваме за 2020 година, а при тоа и некои од говорниците да не зборуваат за извештајот, туку да зборуваат за дела кои што се можеби се уште во процедура во судовите, меѓутоа и не се однесуваат и немаат никакво влијание на тоа што би било напишано во извештајот на јавните обвинителства во 2020 година. Да напоменам, ние сега сме 2022 година и навистина тоа што во првиот дел вие сакавте да го подвлечете, јас очекував дека баш во претходната седница заеднички ќе донесиме заклучок дека е потребно да се донесат измени во делот на прецизирање датум до кога треба да се донесуваат ваквите извештаи
и да работиме пофункционално на работните тела. Уште еднаш ќе заклучам дека ама вас баш и не ви е многу гајле дали ќе функционираат и како ќе функционираат судовите, јавните обвинителства. Вас повеќе ви одговара да тие не функционираат, бидејќи вие имате луѓе, ваши другари, што седите во онаа палата со не знам чии пари изградена и креирате лажни политики и ги пласирате како лаги во етерот, бидејќи поголем дел од вашите партиски другари седат на обвинителни клупи и голем дел од нив признаваат вина. Да се подсетиме на Титаник, на дизајн во кој што ваши високи партиски другари признаат дека правеле и учествувале во коруптивни зафати, дека направиле повреда на законите и се чувствуваат како виновни. Признаа вина. И не знам со кое право вие сега овдека на јавните обвинители сакате да им кажете дека тие работат непринципиелно, точно заради, можеби, ето, ваши лични партиски побуди. Законот за јавни обвинители, кој што вие толку многу го искритикувавте, беше донесен со широка расправа и работа на повеќе работни групи во претходниот состав пратенички. Истиот тој не беше избрзано донесен, туку повеќе пати беше во тие работни групи министерката тогаш за правда и се сослушуваа сите забелешки и на тој начин се донесе со навистина не преку ноќ, туку во поголем наврат на дискусии и работа на работните групи. Требало да ви кажат од колегите кои што од претходниот состав и учествуваа во тие работни групи, колку и да се согласуваа или не согласуваа, меѓутоа тој беше донесен со двотретинско мнозинство и ние можеме да заклучиме дека истиот тој ќе го увидиме неговата работа точно во извештајот 2021 и здравје Боже после во извештајот за 2022. Многу нешта не можеме да видиме од причини што кажав дека тој всушност и не можеше директно одма да се имплементира во работата на јавните обвинителства за извештајот 2022 да ги содржи и да ни дава некоја слика како функционира овој закон. Ви благодарам.